Заеднички седнати на иста маса, тројцата кандидати за градоначалник на Кочани го ставија својот подпис на Кодексот за фер и демократска кампања. Во присуство на членовите на Општинската изборна комисија, гости и представници од медиумите, кандидатите ветија дека ќе се залагаат за легитимни избори, на кои победникот треба да го изберат граѓаните, според понудените проекти во кандидатските предизборни програми. По подпишувањето на Кодексот си подадоа рака како потврда на заложбите за мирен предизборен процес. Во рамки на средбата, Николчо Илиев, кандидат за градоначалник подржан од коалицијата на СДСМ, на своите против кандидати им подари фотографија од Кочани со порака за фер и коректни избори, додавајќи дека во својата кампања во прв план ќе ги има граѓаните, при што ќе зборува за проекти и за подобра иднина на градот и општината. Ова е историска шанса да покажеме дека во Кочани и во Македонија можат да се направат фер и демократски избори без навреди, без повреди. Позитивна кампања нудам и ќе ја водам целата кампања позитивно. Исто така очекувам и дека од моите против кандидати една таква фер кампања. Ние сме со граѓани, денеска се гледаме, ќе водиме 20 дена на позитивна кампања, меѓутоа после кампањата и после изборите постојат исто така денови кога треба да си подадеме рака, треба да испиеме едно кафе заедно, да се посоветуваме и да градиме една добра клима за понатамошна соработка. Ние носиме исто така историската улога да допринесеме за помирување на граѓаните и за намалување на поларизацијата на политичките партии. На подпишувањето на Кодексот за фер и демократски избори, своите ветувања дека ќе водат мирна кампања ги пренесоа и другите двајца кандидати за градоначалник на Кочани. Ја користам денешната свечена прилика за да порачам на сите наши граѓани, на сите наши гласачи, на сите оние кои што имаат живеалиште во општина Кочани, дека продолжуваме со она што стана традиција во Кочани, да имаме фер и демократски избори. Ќе имаме една позитивна и позитивистичка кампања, ќе ги понудиме нашите идеи, ќе ги понудиме нашите досега реализирани проекти, оние кои што треба да се реализираат за доброто на граѓаните на Кочани, и сакам да им порачам дека како представник на ВМРО ДПМН ќе бидам и понатаму за тоа да бидат сите проекти за граѓаните на општината Кочани. Кога ќе завршат изборите, продолжуваме да работиме сите за она што го реков, за општото добро на Кочани. Сметам дека со самото подпишување на Кодексот за фер и демократски избори, дека изборите во општина Кочани ќе бидат досега најрегуларни, најфер, спроведени без никакви притисоци од страна на поголемите политички партии. Социјалдемократската партија е мала политичка партија, но досега покажала одредени успеси во општина Кочани. Сме имале свој советничко место освоено. Сега се надеваме на фер и демократски избори, па на самите сограѓани ќе одлучат за кого ќе го дадат својот глас да за општина Кочани водат во наредните 4 години. На крајот од подпишувањето на Кодексот, тројцата кандидати имаат кратко дружење. Во опуштена атмосфера поразговараа за начинот на кој планираат да ја водат кампањата.